Добар ден на сите, следите уште една епизода од серијалот видеодискусии Јасно и гласно, со која Радио МОП овој пат се приклучува на деновите на медиумска писменост. Темата за денешната дискусија официјално се вика како медиумите известуваат за младите на маргините, но некако почувствувавме потреба да има некој фокус на одредена група млади луѓе, да има некоја конкретна насока на одредена целна група. Од тука решивме фокусот да биде на младите со атипичен развој, односно на сите млади со различни состојби и попречености, низ призма на се она што значи медиумско покривање и презентирање и репрезентирање на сите нивни предизвици и потреби на оваа група граѓани во јавноста. Со мене денеска тука ги има Марина Тунева, медиумски експерт, вонреден професор на Институтот за комуникацијски студии, бивша директорка на Советот за етика во медиумите во Македонија. Тука е и Зоран Андонов, долгогодишен новинар, председател на Сдруженијето за церебрална парализа ТЕТО, и Владо Крстевски од Републичкиот центар за поддршка на лица со попреченост Порака. Би започнал со Зоран. Зашто? Затоа што прво е еден долгогодишен новинар, а сакам да дадам една првична диагноза, односно преглед и анализа на она што се случува во медиумскиот свет и како медиумите треба да бидат поставени пред лицата со атипичен развој, со различности, со различни попречености. Зоран, имаш долгогодишно искуство, работиш и како дописник, знаеш што се случува надвор од на скопските само медиуми, па да ми кажеш колку македонските медиуми имаат, прво да дадем еден капацитет, колку имаат капацитет во своите редакции да отстапат за место за ваквите млади луѓе, според твое искуство. Па, од ова мое досегашно повеќе годишно новинарско искуство, можем слободно да кажем дека многу малку се посветува внимание на оваа проблематика што имаме. Најчесто овие наши, да ги наречем, случаеви, бидејќи јас сум и председател на Сдружение за церебрална парализа од ТЕТО, значи овие случаеви најчесто излегуваат, се појавуваат во јавноста кога имаме некој случај, и тоа најчесто е несакан случај. И тогаш како на пример со случајот со Ембла, што беше тогаш мораше да се случи, да, како што беше, и тогаш сите пишуваат за тоа, а секако тоа е во секој случај добро што пишува, зашто ете да не пишуваа медиумите, можеби немаше да се реши тој случај и се останеше тоа девојче со тие проблеми и понатаму. Сакам да кажам дека ова не е единствениот начин за кој треба да се пишува за овие лица со попреченост. Значи има и многу други работи, има многу позитивни работи и кои исто така добро би било да се афирмираат во јавност. Но и самите знаете, редакциите многу се намалија, ги немаме више оние, така да ги наречам, специализирани новинари кои ја држат оваа тематика и ја познаваат оваа тематика. Бидејќи си има она што е поврзано со лицата со попреченост, односно посебни потреби, си има своја посебна тематика. Треба тој новинар да биде запознаен со неа. Не може некој кој не знае што е аутизам, не знае што е церебрална парализа или не знае што е некоја друга категорија, сега да пишува за тоа одма од денеска, да му даде уредникот задача и да ја исполни таа. Значи, пожелно е, но за жал тоа многу се намали тој број на новинари и сега ретко кој, барем од она јас што имам познавање, ретко кој е добро упатен во оваа тематика за да може за овие проблеми да напише навистина еден квалитетен и издржан текст. А дали е, Зоран, доволно само новинарот да проследи 3 декември, кој што е светски ден на лицата со попреченост, и да каже, еве, направивме, ја обавивме нашата должност кон јавност, или мора тоа да биде еден континуитет за да може да се добие некаква поширока слика, нели? Секако мора да биде континуитет, што еден ден, еден наслов, еден текст кој утре веќе сме го заборавиле. Значи, сега нормално,
не може и секој ден да пишуваме за оваа тематика, зашто па тоа иде во друга крајност, па ќе рече некој, па добро, па само ово или за нив ќе се пишуваме, нема ли други? Но мора да биде застапено, пример, едно, два пати во месецот, нека има некој текст афирмативен кој ќе зборува за овие проблеми, за овие узни, не само за проблеми, и за успесите, за оно што ги мачи тие луѓе, за оно што постигнале тие луѓе. Тука јас го гледам. Може не превише, ама да има постојано да се запазува онаа динамика, што би рекли. Да. Значи, она што го начна Зоран, сакам да продолжам и со Марина. Значи, Марина, знаеме дека медиумите влијаат доста врз јавното мислење, нели? Значи, многу е важно на портретирањето на лицата со попречености, како тие се појавуваат, нели, во медиумите. Може би, она што го начна Зоран, дека може би медиумите треба и да се фокусираат повеќе на способностите и потенцијалите на оваа група, наместо да се оние што ги викаме тажни, депресивни, пасивни приказни. Што мислиш, како можат медиумите повеќе да имаат удел за, да речам, поубаво, не само поубаво прикажување, него целосно прикажување на целосната слика за овие група млади луѓе? Апсолутно се согласувам со она што на некој начин вие го давате и како одговор во однос на тоа какво треба да биде новинарското информирање за овие лица, групи, поединци во општеството. Практично, овде неминовно е да се спомене концептот на инклузивно новинарство, кој што подразбира да им се даде видливост на сите оние кои што се на маргините во одреден систем, во одредено општество, без при тоа да се зборува само за работите кои што се типични за нив како поединци и групи. Односно да се известува афирмативно, да се известува во контекст на позитивни случувања, да се даде сликата во целост, како што велите и вие самиот. Ме подсети на она што е препорака од Институтот Мајнард во Оукланд, Калифорнија, Институтот за новинарско образование, кој што ги учи новинарите дека треба да работат и да известуваат низ призма на една рамка која што се нарекува анализа на пукнатините. Односно, новинарите да ги забележуваат, регистрираат недостатоците, проблемите кои што се појавуваат во информирањето за поединци и групи во општеството и врз основа на тоа да ги подобрат политиките на работа во самиот медиум. Значи, медиумот има една повисока улога, општествена улога, и значење во тоа да се утврди каква е сликата која што се создава за одредени групи поединци во општеството и како понатаму да ја подобри таа слика или понекогаш тоа подразбира и целосни коренити промени во начинот на кој што се информира во самите редакции. Еден од начините, како што кажавте, да се зборува во позитивен контекст. Меѓутоа, јас она што би сакала да го нагласам, а е во согласност со концептот на инклузивното новинарство, е секогаш да се најде во секојдневното информирање, во секојдневните теми да се најде простор и за овие лица. Значи, голем дел од овие лица може да се појават и како извори на информации, како некој кој што може да каже да пренесе одредена тема, случување, агол, размислување, перспектива и така натаму. Зошто да не се прави тоа? Зарем за овие лица треба се зборува само кога станува збор исклучиво за овие теми или само кога станува збор за одредени инциденти кои што се случуваат или за одбележување на меѓународни денови и така натаму. Да, веројатно она што муабетот е, нели, сите имаме гласачки права, кои се можностите на пазарот на трудот, што прават компаниите, колку прави државата, нормално не критички пристап е секад добре дојден, но има една поширока палета која што верувам треба да се навлезе за овие лица за да прво видат видливост да добијат, па после тоа и, нели, потенцијали за да можеме да говориме. Видете, и многу истражувања потврдуваат дека колку се повеќе се маргинализираат овие лица, еве имавме пандемијата COVID-19. Меѓународни истражувања потврдуваат дека овие лица продолжуваат да се на маргините на системот. Некој друг зборува во нивно име, доколку се зборува за она што им се случува, некој друг го прави тоа. Зошто секогаш да биде така? Зошто директно да не се слушне нивниот глас? Нивното размислување, зошто директно да не се навлезе во секојдневието на овие лица, па да кажат како ги има погодено COVID-19 и нив, како и целата глобална популација.
зошто да не се слушнат нивните лични размислувања. Ете, ако почнеме да размислуваме во оваа насока, мислам полека ќе се движиме кон промени во начинот на кој што се информира во медиумите. Да, она начин на представување ние, но и застапување. Тука вижте кога зборам застапување, ви го прашал Владо малце околу оној дел на што треба како да стигаат податоците за младите со атипичен развој со попречености. Еве, треба ли од една друга страна и граѓанските организации активно да обезбедуваат, да пласираат информации, податоци до медиумите? Како тоа треба да го прават за да може и од таа страна да има еден канал на информации за да може да се прикажат соодветно на јавност? Апсолутно се согласувам прво со се што беше кажано до сега и делот излагањата и на Зоран и на Марина даваат одговори на ова прашање. Јас сметам дека не само јас, туку и организацијата од која што доаѓаме и останатите организации кои што изминативе години соработувавме со Македонскиот институт за медиуми, например, во неколку проекти, дека медиумите и граѓанските организации на лица со попреченост се подеднакво важни во зголемување прво на видливоста, во зголемување на застапеноста, што понатаму би довело и до промена на перцепциите. Значи, идејата, целта на постоењето и на голем дел од овие наши организации е токму подигнување на јавната свест, затоа што без подигната јавна свест, без променети јавни перцепции, сите останати права не може да останат едноставно реалност. За да бидеме на вистина еднакви, треба да се придвижиме кон ној пристап за човекови права, кој што вели дека секој има право да живее достоинствен живот во заедницата. Како тоа може медиумите да го придонесат? Единствено доколку имаат добри сојузници, а тоа на прво место секогаш се граѓанските организации на лицата со попреченост. Сега се поставува прашањето ова што вие нели го начнавте, ми го поставивте, како граѓанските организации на лица со попреченост да навистина да бидат добри сојузници, добри партнери на медиумите. Прво, зајакнување на капацитетите. Граѓанскиот сектор во Македонија не секогаш има доволно ресурси за да има на пример лице кое што би се бавело исклучиво кој би било одговорно за соработка со медиумите, па така многу често едно лице врши многу работи. Не секогаш граѓанските организации се доволно подготвени да соработуваат со медиумите во смисла на подготовка на различни од најобично соопштение за медиуми би тргнал, па понатаму за тие прес-пакети и така натаму. Поголемо разбирање е потребно и од двете страни. Тоа е суштинско, тоа беше една од главните препораки на сите истражувања кои минативе години ги правев. Ние како организации треба да разбереме како медиумите функционираат и треба да обезбедиме информација која што ќе биде соодветна, треба да обезбедиме лице кое што ќе биде соодветно, треба да знаеме како нашата сторија, она што сакаме да го постигнеме, да го пласираме заедно со медиумите во соработка со вас новинарите, меѓутоа и медиумите од друга страна треба да разберат како ние функционираме, што е она што на нам ни треба. Дека нам ни треба навистина простор, меѓутоа тој простор треба не само во квантитет, туку во квалитет, во смисла на начин на портретирање, во смисла на пристап, ова што го зборуваше и Зоран, нели не сам секогаш сензационалистичка причина или приказна е добар повод за да се направи историја. Тоа може да биде многу контрапродуктивно. Така да треба да ни треба зајакнување на капацитетите од двете страни, а граѓанските организации одговорно тврдам дека и како може да допринесат за да се подобри целата ситуација. Фала ти, Владо. Уште нешто сакам сега да продолжам со Зоран, она што го почна да го кажуваш ти. Интересно е што во медиумите, односно, еве јас работам во медиуми, често комуницирам со невладини разни здруженија, на иницијативи, независно од нивната формален статус. Еве, да тргнем од оно што го третира деновите на медиумска писменост, медиумската писменост, пораките кои што се испраќаат до сите застапници. Некогаш добивам впечаток дека пораките што стигнуваат, еве сега кога сме веќе кај граѓанските организации, нормално има критики за медиуми и за граѓански организации, кои што стигаат од граѓанските организации се необјасними, односно користат јазик граѓанските организации често кои што го пишуваат во извештаи.
односно се враќаат на донатори, истиот јазик го потребуваат до медиумите и се губиме некако во целата таа приказна, некој расипан телефон како да играме. Веројатно, треба и тој дел малце да се насочи. Значи, она што рече Владо, веројатно требаат обуки, луѓе внатре во самите граѓански организации кои што ќе знаат да комуницираат со јавноста, ќе знаат основни комуниколошки некои способности кои што ќе имаат да цела слика се добие една. И овие лица да имаат подобра видливост и нели нивни потреби и проблеми. Како се согласам со Владо. Ја тука би кажал дека како што има новинари кои не се доволно упатени во нашата проблематика, исто има и многу здруженија кои не знаат каков однос треба да имаат со новинарите, односно како својата работа, односно своите успеси или она што го работаат во тој момент да им го представат на адекватен начин на новинарите. Уште повеќе што кога ќе на тој еден било каков настан, ќе им се испрати новинар кој не е доволно упатен во работата на тие здруженија. Значи, проблемот постои не само кај новинарите, проблемот многу постои кај здруженијата, како на вистински начин да го презентираат. Што рече, не може да биде исто информирање и соопштение на Facebook и соопштение кај донатори и разговор со новинар. И тука има еден голем проблем кај невладините организации, кај дел од невладините, сигурно има некои кои се добро обучени за ова работа, но таа празнина кај овие другите би требало да се пополни низ вакви некои обуки кои ќе ги упатат како да комуницираат со новинарите за да она работа што ја направиле на вистина на добар и адекватен начин да се пренесе. Ако тие лошо ја пренесат, ако новинарот лошо разбере, крајниот продукт ќе ни биде една лоша информација која не е во функција на тоа да им помогне на лицата со повреченост, туку да не речем и да им одмогне или да пројде тоа сосема без заинтересираност кај јавноста. Тука јас го гледам. И доколку може јас само да се надоврзам на она што го кажа Зоран и Владо, јас мислам дека треба честопати граѓанските организации да погледнат низ призма на потребите на медиумите и да ги спакуваат темите на начин што ќе го привлече нивното внимание. Јас не велам да ја модификуваат реалноста, далеку од тоа, туку да се обидат да го најдат оној агол кој што заслужува внимание. Да не се зборува низ призма на статистики, бројки, податоци, реализирани активности, најавени активности, она што велите како еден донаторски извештај, туку да се обидеме од една тема која што сакаме да ја пласираме во јавноста, да ја најдеме перспективата која што треба да се најде во медиумите. Дали е тоа лична приказна, дали е тоа обид на одредена граѓанска организација да работи, да се залага за подобрување на правата на овие лица и во услови кога не достигаат средства и поддршка, значи секогаш може да се најде нешто. Јас се сеќавам своевремено кога бев уредник пред доста години, добив едно соопштение од граѓанска организација која што работи на локално ниво и ги помага лицата со попреченост, односно помага во доставување на опрема, алатки за работа, едукација и така натаму. И сега добила донаторска помош, ги доставуваат тие работи до семејствата, до лицата на кои што им се потребни, меѓутоа во услови на недостиг на организиран транспорт, тие опремата ја доставувале со коњи, со магариња. Замислете, во 21 век да се прави ова на таков начин. Организацијата да се труди до тој степен, значи во недостиг на инфраструктура, подобрена инфраструктура и услови за да се организира транспорт, се прават секакви напори за да се дојде до семејствата и да им се помогне. И сега размислете од перспектива на еден медиум. Дали сакате да слушате за статистиката дека 200.000 парчиња или 20.000 парчиња опрема се доставени, или сакате да слушнете дека организацијата работи посветено, искрено и во обид да им помогне максимално на овие лица и дека тука лежи еден автентичен агол кој што може да се
обработи. Јас сега ова го кажувам како пример, меѓутоа во секојдневието може да се најдат многу такви приказни, да се погледне од таа перспектива и така да му се пристапи на медиумот. Тоа е една работа. Друго, треба да се внимава и на роковите кои што ги имаат медиумите, притисокот со кој што се соочуваат, дали тоа соопштение, информација се праќа во услови кога редакциите се обземени со други активности и прашање од јавен интерес. Јас не велам дека треба да се потиснат и овие теми како теми од јавен интерес, меѓутоа да се води сметка за динамиката на работа. Сепак, многу од нашите редакции работат со ограничени услови, имаат 1 до 2 новинари кои што покриваат повеќе теми и треба да се води сметка за тоа. Во какви услови? Ако не успее соопштението, дајте да го поканеме новинарот да дојде, да види како работиме на терен. Многу организации може да се пофалат со работа на терен. И тоа е приказна самата по себе. Место да праќаме штури соопштенија, изјави и да бараме новинарот да се заинтересира и така натаму, понекогаш не сакајки, самите организации го создаваат стереотипот не кон своите групи со кои што работат, туку кон начинот на кој што работат и начинот на кој што ги пласираат информациите. И тука може многу да се направи. Ги спомна личните приказни, оној ние што секогаш новинарите ги бараме, нели, за да може јавноста да се идентификува со лицата, нели, со нивните потреби, стравови, грешки, работни мани, работни активности и така натаму, цела слика да може да добие. Кога збориме за лични приказни, има еден интересен момент што подолго веќе го дискутираме на вакви дискусии, вакви настани, тоа е колку медиумите со тоа што понекогаш го покриваат лицата на лицата на попреченост, колку тоа придонесуваат тие да се издигнат или дополнително ги маргинализираат со сето тоа. Нели, мислам, таа е една дискусија која што произлегува долго време, дека го вклучил Владо, улога на, вие сте дел од граѓанскиот сектор, би рекол, што мислите за ова медиумите што го прават? Односно, од една страна имате, нели, медиумите должни, нели, на младо лице, ако влезам во школа, има директор, морам да добијам дозвола за да влезам во школата, сепак да влезам. Но не е на јавен простор, се одржува јавен настан, некоја игротека и така натаму, каде што има типични и нетипични деца, и новинарот одлучил да ги скрие лицата на нетипичните. Како оваа пракса помага или одмога во целиот овој случај за ние што се залагаме? Ќе кажам, ќе повторам тоа пред малку што кажав, значи начинот на кој што се портретираат, односно начинот на кој што известуваат медиумите е исклучително важен. Зборуваме, нели, во последниве години за пристап на човекови права, каде што сите треба да сме еднакви, каде што лицата со попреченост не се само некои објекти врз кои што вршиме третмани или имаме донации или не знам што се правиме, туку и тоа се субјекти со своји човекови права и кои што имаат еднакво право да бидат вклучени во совкупниот општествен режим. Доколку новинарот одлучил, нели, примеров што го давате, Бојан, да ги изостави децата со попреченост од својот прилог, тоа е апсолутна грешка и тука граѓанскиот сектор треба да реагира. Значи, апсолутно треба да се реагира и да се укаже дека тоа не е во согласно со принципите на инклузивно новинарство и она што ние го бараме како граѓански сектор и за сето она што ние се бориме. Значи, квалитетот на известувањето и на портретирањето е многу важен. Од друга страна, она што на почетокот го споменавте, колку помага, колку одмага. Ја би рекол дека секогаш помага, затоа што и јавноста преку медиумските содржини, преку медиумските продукти, сакала или не, стапува во контакт. А нашето искуство покажува дека кршењето на предрасудите се решава најдобро, се случува најдобро тогаш кога постои директен контакт. Како алергија се надминува со изложеност. Значи, доколку не сме ни изложени, доколку лицата со попреченост не се присутни во медиумите, не се видливи, тогаш никогаш нема да направиме чекор понапред. И уште нешто. Некои од колегите кои што самите се лица со попреченост замеруваат кога има обиди
да се хиперболизира, да се поставува, да се прикажуваат успесите на лицата со попреченост кои што се релативно едноставни, да се прикажуваат како тоа да се успеси на суперхерој. Тоа навистина смета на лицата со попреченост, така да и треба едно соодветно, умерено известување при кое што новинарот, медиумската куќа секогаш ќе земе во предвид што тоа значи за представувањето на лицата со попреченост. Да, веројатно, мислам, третманот треба да биде тој, значи треба да се прикажуваат и успеси, нивни грешки, некои човечки способности што таква се сите ги имаме, нели, не прави на некој човеко хуманистичко ниво. Градење на позитивна слика во смисла дека повторно разбивање на стереотипот и на предрасудата дека лица, например, со интелектуална попреченост, особено целната група на организациите за која што ја соработам, секогаш биле сметале дека се неспособни. Да не збориме за терминологијата што се употребувала кон нив. Значи тоа апсолутно мора да се напушти и да се користи соодветна терминологија прво, а потоа да се размислува како да ја градиме таа позитивна слика. Да се разбира со прикажување на потенцијалот, меѓутоа не е тоа некое суперхеројство кое што верувајте дека на самите лица им смета. Така да, повторно ќе кажем, зајакнување на капацитетите во смисла на разбирање што медиумите треба да прават, која е нивната улога, а што е тоа што ние како граѓански сектор треба да го правиме и апсолутно негување на таа соработка. Градење на коалиции, зборувавме за тоа, Марина, нели во неколку наврати, колку е битно да се поврзаме, меѓутоа и да се одржи таа соработка помеѓу овие два клучни, би рекол, носители на општествениот живот во секој општество. Медиумите едноставно не се извинувам. Медиумите едноставно не завршиле својата работа ако напишале две реченици дека биле присутни на настан што го организирал некоја граѓанска организација, се одбележал меѓународниот ден или некои други активности или спроведена едукативна работилница и така натаму. Од тука и силно го поддржувам она што го кажа Владо, дека секогаш треба се размислува низ призма на секојдневна поддршка, партнерство, соработка, вмрежување и тука секогаш ќе има наплив на идеи, теми кои што може да се обработат. Може би овие лица не секогаш ќе бидат во можност или се спречени или едноставно станува збор за таков тип на попреченост што не може да се најде во самиот медиум или да се најде пред камера, меѓутоа има толку многу теми кои што може да се работат. За толку многу прашања да се слушне нивниот глас преку оние што се во нивна непосредна близина, оние кои што работат со нив, така што тоа може да стане една неисцрпна можност и за самите медиуми кои што ако прифатат да работат на таков начин или да известуваат за овие теми, многу ќе придонесат во менувањето на сликата, па и ќе ги ослободат овие граѓани и да се појавуваат на улица и да шетаат слободно и да функционираат во секојдневието, а не да се кријат во своите домови поради стигматизацијата во која што меѓу другото понекогаш сакајќи или не учествуваат и медиумите. Да, веројатно медиумите со тоа што ги прикажуваат сите оние аспекти кои што кажа Марина, значи збориме од социјален аспект, од на пазар на труд, збориме образование, збориме секакви можности, потенцијали кои што нели медиумите ги третираат, од друга страна се и носачите на одлуки кои што нели треба да донесат одлуки за сите лица. А ако нема од медиумите некаков позитивен притисок, нели истовремено и позитивни приказни, мислам дека паралелно треба да идат сите тие работи за да може да се не на скала погоре, нели да одиме со целава оваа работа и да зборуваме за целокупен нели пристап. На крај последни зборови би сакале Зоран се јави нешто со не морам да го прашувам за вие да си каже. Да, тука би сакал па и една друга работа да посочам, за жал. Овие успеси или позитивни стории за лицата со попреченост некако потешко проаѓаат кај медиумите, додека оние тешки социјални случаеви, злоупотреби, тоа се некако многу почитани и секој уредник некако повеќе сака да ги пушти во својот медиум тие стории отколку овие другиве позитивните, нели?
Веста не е човекот кучето да го касне човекот да касне куче. Исто и така. Значи, оние лошите работи, за жал кај нас, не само кај нас, верувам и насекаде е така, многу полесно поменуваат отколку оние успешните приказни. Да. Ако може да се надоврзам. Секако. Значи тоа што би сакале исто така да го видиме во иднина, мислам дека веќе беше спомнето, меѓутоа мора да се потенцира темите кои што ги допираат лицата се важни, ги засегаат лицата со попреченост, би сакале да ги видиме секторски онаму каде што припаѓаат. Например, ме потекне Зоран ова што го каже, успех на спортист со попреченост треба да биде главна вест во спортска рубрика. Не треба да биде во социјална. Нели? Каде што по дефолт не ставаат во тој кош. И сите теми треба да си го најдат своето место онаму каде што припаѓаат, а не во специализирани исклучиво емисии кои што се прават за лица со попреченост, а кои што многу често не ги гледа никој друг освен самите лица со попреченост. Тоа е многу битно. Доколку може да се надоврзам, Уште само нешто, извини Марина, уште една работа за која што верувам Бојан можеби ќе произлезе и тема за следна емисија, е начинот на кој што медиумите ги пренесуваат информациите, односно колку тие информации се пристапни за самите лица со попреченост. Тоа е нешто кое што исто така е многу битно и туку логиката на медиумите е исклучително важна, како да ги пренесат сите јавни информации, да ги направат пристапни за сите лица со попреченост во државата. Да. Очигледно ова тема за која што имаме навистина и многу теми, подтеми, прашања за кои што може да разговараме и е секогаш инспиративна во смисла на тоа колку секој од нас може да придонесе. Гледано од агол на медиумите, јас само сака вака на крај да споменам дека е многу битно самите редакции да си анализираат како известуваат за овие теми. Многу помага. Тоа не е некоја не знам каква формула за да се успее, колку што помага на едно многу практично ниво да се процени како редакцијата информира. Доволно е да се земе еден период од 2-3 месеци да се разгледа наназад како информира во однос на теми кои што се поврзани било со работата на ваквите граѓански организации или со перцепциите за овие лица, кога биле вклучени како извори на информации, дали биле представени во една активна, а не пасивна улога во општеството, дали има едно штуро известување и така натаму, редица прашања кои што самите редакции може да си ги одговорат. Ако направат една таква само рефлексија, ќе откријат кои се недоследностите или оно што го кажав на самиот почеток институтот Мајнард, кој што ги советува новинарите и редакциите како да го приспитаат своето работење. И со тоа да придонесат во иднина. Марина би се надоврзал тука. Јас мислам дека тоа многу зависи и од самата редакција. Она сериозна редакција која ги следи оние новинарски правила, сигурно повеќе ќе пишува за афирмативно за овие лица, за нивните успеси, а додека оние редакции други, така да ги наречам обично овие портали, кај нив е интересно лошиот, да речеме лошата страна, односно проблематиката од социјална случаеви, па малтретирање или не знам што друго. Значи, се зависи од редакцијата. Ставот на редакцијата према и сериозноста на редакцијата спрема овој проблем. Но и се испрема другите проблеми во државата, не само ова е еден дел од оваа проблематика. Апсолутно, она што веројатно што кажа Марина дека треба некоја само рефлексија, нели само критика на медиумите и веројатно тоа е и оди рака под рака со самата саморегулација што ја збориме, нели, за медиумите да бидат само свесни што прават и на крај крајава меѓу себе целата новинарска заедница да си кажува каде оди, кај тера и што треба да прави понатаму, нели. Благодарам дечки на сите за присуството денеска, више мислам дека некои 40 на минути, 35 или 40 минути више говориме на темата. Може уште да збориме, секако ќе збориме понатаму. Има многу за теми, но начнавме на сите оние работи кои што се случуваат во медиумскиот свет и во невладиниот свет, и како нели таа потребата за соработка за да може некој нели подобар однос медиумите крај крајава да направат спрема
лицата со повреченост и за нивните приказни потреби и така натаму што ги имаат во секојдневно живење. Благодарам на сите за учеството. Благодарам на сите гледачи што не гледа, останете и понатаму со Радио Мофи со другите дискусии јасно и гласно понатаму. Поздрав сите!